За 240.000 евра продадена македонската историја, жестоки реакции на социјалните мрежи, откако Алфа објави колку заработиле членовите на македонскиот дел од историската комисија, она историска комисија за која цар Самуил стана бугарски цар, а неговото царство бугарско. Ицо Најдовски Перин, македонски активист од Австралија, порача дека е време за протести по овие објавени информации. Демонстрации пред неговото работно место и да не сме да се појави предавникот Драги Георгиев, кој за 240.000 евра ја продаде историјата на Македонија. Незадоволство кај голем број граѓани предизвика самиот договор што го постигна историчарите, а револтот кај многумина уште толку порасно откако е објавено колку за тоа си наплатиле. Копуците кои ни ја распродаваат историјата не чинат 240.000 евра за 3 години. Драги Георгиев добил 80.000 евра, околу 35 до 40.000 евра добиле Љубица Спасковска, Петар Тодоров и Љупчо Ристевски. Меѓу 20 и 25.000 евра добиле Александар Литовски и Дарко Стојанов. Академик Драги Георгиев национален срам за Македонија, има ли трунка свест дотичниот. Драги Георгиев си наплатил 80.000 евра за распродавање на македонската историја, а рам да му се парите, предавник и срам. Само со хонорарот на Георгиев и останатите бугаризатори ќе се финишираше Охридскиот маратон или со парите за УЧК фестот, ама поинакви се приоритетите на овие изроднички копилиња. Драги Георгиев лапна 80.000 евра хонорар, вие скенирајте. Уште пред да биде објавено колку пари земале, жестоки реакции пристигнаа и од самите историчари. Професорката Наташа Котлар-Трајкова вели дека историчарите пред се Ѓоргиев ја напуштиле науката и со овие своји потези влегле во политика. Тој станал веќе политичар. Ако тој веќе станал политичар, тогаш нема да го вреднувам научно, туку политички. Од аспект на политички, тоа значи дека ние сме во една општествена парализа. Таа општествена парализа нас ни ги одзема сите идентитетски нешта во современата македонска држава. А тоа е наука, образование, здравство, воспитување, култура особено. Најголем профит од преговорите со Бугарија си имал шефот на комисијата, кој заработил околу 80.000 евра, меѓу 35 и 40.000 добиле Љубица Спасковска, Петар Тодоров и Љупчо Ристевски, меѓу 20 и 25.000 евра добиле Александар Литовски и Дарко Стојанов.